Почнуваме со црвена линија. Можеме слободно да кажеме добро вечер. Јас сум Тина. Јас сум Тео. А на самиот почеток, еве што вечерва ќе гледате во топ тема. Локални избори 2021. Ќе гледате европскиот сон исчезнува, дали тоа ја менува политичката слика во Македонија, нова политичка сила, независните кандидати и листи. Како помалите партии привлекоа илјадници гласови на локалните избори? Зошто и натаму партиите ретко кандидираат жени? Во топ тема дебатираат Јана Белчева, Елмедина Абдулахи, Весна Кираџиева и Теодора Димитровска. Гледајте топ тема во 19:15 часот со Сања Васики. А во црвена тема, една мощна, интересна, провокативна и актуелна тема. Зборуваме за криптовалутите во светот. А по тема? По тема ние секако што е рударење и дали е исплатливо да се копа зимно време? Така, кога зборуваме за рударење или разговорно копање, мислиме токму на трагањето по биткоините, односно виртуелните пари или криптовалутите генерално. На самиот почеток ќе одиме со прилог на нашата колешка Билјана Николовска, која што за код направи токму прилог на тема историја на појавата на криптовалутите. Криптовалути или сокриени валути. Светскиот тренд започна одамна пред повеќе од 2 децени, но во земјава во последниве неколку години многу се шушка за нив. Ретко кој јавно сака да зборува за она што го работи. Англискиот термин е майнинг, а кај се наречен копање. Се поврзува со низа математички операции преку кои се пренесуваат податоци во мрежата. Целта на искупувањето е да се дојде најбрзо до решение за што рударот добива награда. Бидејќи терминологијата се поврзува со рударење, копањето некои го споредуваат со рудник во кој работат луѓе кои копаат злато. Рударите се компјутерот со графичките на кои наместо плата им треба струја. Колку повеќе работат, толку повеќе ќе ископаат во случајот биткоини. Количината на злато или биткоин е ограничена на 21 милион во светот, а според алгоритам е пресметано дека последниот ќе биде ископан во 2140-та. Ете така, тоа е од нашата колешка Билјана Николовска. Емисијата Код имаше целосно беше посветена за криптовалутите или популарно наречени биткоини, иако има голем број на монети кои што се повеќе нели заземаат замав во овој дигитален свет на парите. А јас ќе потсетам, доколку останете со црвена линија, секако ќе имаме и гостин Ари Лозана, кој што воедно е консултант за смарт технологии и иновации. Токму така, јас сум тука да потсетам како може да се приклучите во црвена линија, во живо емисијата. Може преку нашите социјални мрежи на Facebook црвена линија, преку Messenger да ни пратите порака околу темата, околу за нас да не поздравите, да се слушнеме. Исто така може и на други социјални мрежи, на Instagram црвена линија и на Twitter црвена линија. Можете таму да ни пратите општо дали коментар некаков, дали никнем, па да ве приклучиме, дали преку Skype, преку Zoom, да ве видиме преку видеоповик и секако знаете на стариот old school начин може да се јавите на 023076677 и златно правило, секој што ќе се јави има 120 секунди околу чисто да си кажен своје мислење за темата. Па така? Така, а секако црвена линија она што го држиме како мото е дека имаме секогаш предлог на самиот почеток. Па така и овој пат црвена линија сезона 2 предлага. Отворете очи, начулете уши и не го користете ноктот од малото прсте за рударење. Таму биткоини нема да најдете. Па што се мислите? Земете, копајте, што има врска. А секако додека очекуваме гледачи, очекуваме и така наречени разговорно копачи или рудари. А зошто рудари? Бидејќи во светот терминот е майнинг или во преводот англиски, нели, рударење. Веќе го имаме Нино, така ќе го представам, бидејќи повеќе од тоа не сакаше. Делумно анонимно представување. Нино кој што токму добро го владее светот на криптовалутите и самиот за себе вели дека е рудар, односно копач. Нино, дали се слушаме? Здраво? Да, се слушаме повеле. Како сте ова попладне? Така се, значи, рударење е многу лош термин, у принцип, што се користи. Да, се користи, у принцип, од старинско поставена ситуација, дека, како да објаснам,
копање, као, Копање, да, и рударење. така. Сега, бидејќи тоа е уствари привлекување на трансакцијски делчиња, уствари фрагменти од трансакции, и така испаѓа како рударење, уствари, иначе не е до само рударење, како го викаме, али мајнери се мајнери, да. Така, токму Тоа затоа е ви имаме поент, вас да. и драго, ние бидејќи вие повеќе ќе ни откриете од овој виртуелен свет на дигиталните пари. Така. Прво прашање е како вие, Нино, и зошто се одлучивте да почнете да трагате по биткоин? А додека сме тука, терминот валути или дигитална собственост, како точно се користи околу сето тоа, дека секој различно си го Тоа кажа? е сепак валута, ќе почнеме со некоја историска маркантност, да кажеме, од пред многу години. Што се случува уствари? Значи, порано немало валути, порано се тредало со ориз, со храна, со такви некои ствари. Така, имало момент кај што доаѓало ситуација да некој дошол и кажал, ај дајте не ги парите на нас, ние ќе ви ги чуваме, ќе ви даваме на вас инвестиција некој евентуално за трансакциите ќе ви исплаќаме. Никој тоа не го прифаќал порано. Сега, како почнало тоа да се развива поише, настанале банките. Новиот систем уствари што проложува уствари на тој терм, да кажеме, е уствари криптовалутата. Со тоа што инстантно можеш да ја добиеш таа валута која што имаш пратено на некој било каде на светот во рок од минути. Според вас колку е исплатливо всушност да се копаат криптовалутите? Па и каде се чуваат? Сега вака, што се однесува до копањето, принцип, тоа е помошта уствари групно кажано за сите тие мајнери што сме или и други што се, небитно. За таа трансакција да се спроведе во најкраток можен рок, уствари треба поише мајнери, точно е. И трошат струја, тоа нормално на светот не му е исплатливо, но знаејќи денеска дека им постојат и соларни енергии и така натаму, може да се доведе до една ситуација да биде и многу поисплатливо. Како што ме слушам, Германија е негде околу 120% више со електрична енергија, значи извезува што се однесува до соларна енергија. Значи може да се постигне такви ситуации од типот на флексибилност и едноставност на продавање на криптовалути да се копаат. Знаете како Нино, луѓето сакаат, постарите генерации сакаат да си ги гледаат средствата, парите кои што ги стекнуваат, долго време не чуваа ни во банка во минатото, никако стравува. И ве кажете ми според вас колку се безбедни криптовалутите? И кој е најбезбеден начин да се чуваат? Моментално, поради големи пропусти што ги имаш овие 5-6 години претходно, сега е више постигната на многу повисоко ниво, дури и степен завиден повисок од банки што ги имаат моментално. Така. Ја гледате ли скоро иднината на криптовалутите? Дали може да се случи светски пресврти, буквално да го превземат приметот во монетарната политика на земјите во светот? Да, дека сме тука, се плаќа ли данок на криптовалути? Не се плаќа данок, ама тоа е проблемот што уствари што ќе следи. Ситуацијата што тие претежно се направени принцип да не се знае присудот перед каде е, што е, кој како прави. Нормално им постат и криптовалути на кои што поставуваш и своји информации и така натаму. Сега тоа е најголемиот проблем кај светот, затоа што принцип може ти криптовалути да се користат за многу лоши работи, од типот купување оружје и така натаму, да не знаеш од кај ти е трагот. Тоа точно. Тоа е минус и сайд ефектот уствари на целиот систем. Ама идеологијата уствари на тоа беше уствари за брзо препраќање. Пример, јас сум сега во Америка и ми треба подхитно, примера недела нема ни една банка што ми работи, ми требаат пари да преживеам. Значи се јавам на некој, ми праќа криптовалута, ја ја вадам картицата и си вадам пари инстантно, значи што се збори чек пред минути е тоа. Значи тоа е добрата страна. Сега нормално секоја добра страна има негативни последици. Негативната страна на тоа што барем регулирано, тоа не знам. Барем во земјава забележано е последниве години крадење на електрична енергија, бидејќи тоа се скапи мукни графички картици. Да, тоа е исто така проблем со тоа што тие се некои работи кои што се случуваат претежно на Балкан, бидејќи понатаму да не збориме, имаме земји у светот кај што тоа е толку регулирано, толку е внимателно да мислам срамотно да кажеме од 100% на добивка да даеш ти 10% назад. Да, а доека сме кај графичките картици, пример има многу ситуации кога во компјутерница кај нас или надвор на Балканот нема врска,
ќе користат графичките картици за копање, нели, бидејќи се јаки и скапи. Ако да, не е тоа ништо лошо, шо? Не е ништо лошо. Користи за играње. Благодарам што... Во процесот на мајнинг си играш играчки, не е проблем. Нина, во интерес на времето, прво ќе ви се заблагодариме што бевте и одвоивте време да зборувате вака јавно во црвена линија за криптовалутите, иако вашите колеги горе-долу не сакаат премногу да зборуваат. Ви посакуваме среќа, а кога станува збор за регулативата на криптовалутите, односно кај нас се уште се во изработка законот, и што кажа господинот Горан Јанковски од Порта Иновации Народна банка. Криптосредствата не представуваат законска средство за плаќање во нашата држава. Како законско средство, согласно постојната законска регулатива, средство за плаќање во нашата држава представува денарот. Измените што се напишани ги воведуваат криптовалутите на пазарот и ги ставаат на исто ниво со добивките од игри на среќа, со кладилниците и со брзиот трансфер на пари. Ете, ја слушавме оваа изјава, но има нешто интересно. Токму така, има интересен факт. Како ние што од вас бараме смешни слики, мемиња да ни праќате, така има и можам да кажам дека е меме криптовалута, од која е направена на сатиричен начин за да ги смејува тогашните диви криптовалути што се правеа, но денес си држи цена 0,25 центи, таа сика Dogecoin, убаво си го кажам. И таа е направена 6 декември 2013 година, пред дури 7 години. И интересно за ова, бидејќи сатирично беше се тоа и како да ги смејува криптовалутите што доаѓа, што на поразга. Така, паралелно, нели, виднаш, премина, има и оној дел сатиричен. Да, и сега си држи цена 0,25 центи. И инвестира ли ово? А ние секако на самиот почеток го најавивме господинот Ари Лозано, кој што ќе одвои време, ќе го имаме како гостин. Оно што е интересно, тој е воедно консултант за смарт технологии. Сте работеле во Дубај и секако се уште работите на многу проекти. Па добре ни дојдовте во црвена линија, како се чувствувате? Добре ве најдов и благодарам на поканата. Океј се чувствуваме, можеме да се чувствуваме во сите овие услови околу нас, во реално распаѓање на светската економија, во недостаток на транспарентност за тоа што се случува околу нас. Ondeka сме. Со вас ќе зборуваме... Сите што сме креативни си наоѓаме начин како да го канализираме тоа што можеме да го работиме. И затоа многу помогна токму дигиталниот свет, а денес зборуваме за дигиталните монети. Додека сме кај криптовалутите, кажи ми, Ари, според тебе, дали се неопходни криптовалутите? Неопходни ќе станат, односно ќе станат неизбежни, затоа што реално веќе создадува еден свој екосистем, стана индустрија, значи веќе се работи за блокчейн индустрија, криптокаренси индустрија. Проценката е дека во моментов околу 100 милиона луѓе активно тргуваат, се вклучени во светот на криптовалутите, дали во делот на производство или мајнање, рударење, како што го нарекувте со простумиот гледач, дали во тргување, каде што многу поголем број на луѓе секојдневно. И реално денеска мислам дека тоа е сферата во која што можеби единствена сфера каде што се постигнува некаков реален профит на дневно ниво. Од друга страна, детските болести кои што ваков тип на иновации и технологии ги поминуваме токму сега. Токму она што пред малку го споменавте со мемињата и така натака и разноразни, бидејќи има илјадници, десетки илјадници коини, монети, како и да ги наречеме тука, кои што секојдневно излегуваат на пазарот, 99% од нив се создадени само за да соберат пари на брзинка и да си заминат од историјата и од сеќавањето на луѓето. Единствено тие ќе го памтат ќе бидат оние кои што последни вложиле пари во тие коини и ги изгубиле веројатно пари.
Така да, од друга страна, неизбежно е. Зошто? Затоа што и владите и дигиталната економија веќе на нас за 10 на 15 години полека неприметно се развива и напредува и ги превзема работите од рацете на класичните банки, на brick and mortar објектите и така натака, значи се станува веќе дигитално. Така да е неизбежно и многу е битно народот во Македонија да преземе нешто околу својата само едукација, да се образува, да научи како сето тоа ќе функционира, пошто не е баш едноставно, за да не настрадаат утре кога едноставно преку ноќ ќе се случи да и денарот биде електронски. И што год да зборуваат луѓето кои што денеска се на власт, кога ќе се запали зеленото светло таму некаде одгоре, сите ќе придат на дигитална валута, а веројатно пола од луѓето на некој начин дадовте одговор на прашањата дека всушност каде и да е иднината, криптовалутите се монетите на иднината и дека светот секако ќе трпи промени. Еве, само за крај, според вас само кажете ми како можеме да се заштитиме доколку, например, ја заборавиме лозинката, а криптовалутите се наоѓаат во дигитален систем? Па не можете да се заштитите ако ја заборавите, така да запишете си на 10 места, ставете си во 3 сефови и погрижете се да не добиете деменција или Алцхаймерова болест и пренесете на 2-3 блиски луѓе на кои што им верувате дека нема да ви ги соберат кога спијат. Ари, благодарам што бевте дел од Црвена линија. Ќе се слушаме во некоја наредна прилика. Ние одиме со реклами. Црвена линија е за вас, драги наши. Затоа и ве очекуваме на 02-306-7677 да ни се јавите и секако имате 120 секунди точно, без навредливи зборови, без спомнување имиња и секако во рамките на пристојното однесување да го изнесете вашиот став. Денешната тема е директно од иднината, зборуваме за криптовалутите, популарните биткоини. Како ни рече Нино, кој што го слушавме правилно, е копачите и копањето. Така да, доколку имате став и искуство, може би работите веќе со биткоини, слободно споделете го вашето искуство со нас. Токму така, а исто ние вас очекуваме дали преку телефон, дали преку социјалните мрежи, да ни кажете ваше размислување околу темата, вашето знаење, а и примери да немате околу некакво знаење на темава, секако може да ни пишете, као пример што имаме на нашата социјална мрежа на Facebook во коментарот Слободанка. Поздрав до вас двајца, за тема ме начекавте. Ништо не знам да кажам. Убав ден, односно вечер. Е па затоа Слободанка, ние сме тука со тема да те научиме нешто, да видиме, може ќе се инвестира, ќе видиме. Она што е најважно дека секогаш нешто кога ќе се појави, па и појавата на криптовалутите, како да паралелно со таквата појава се појавуваат и веќе криминални дејности. Една можеби од најголемите проблеми во копањето на биткоините е потребата од огромно количество на електрична енергија. А најмногу трпат не само домаќинствата, туку и самите земји во кои што има многу копачи. Па еве да слушнеме изјавата и на господин Мартин Димовски околу оваа проблематика. Броилото му е на фасада, кабелов му оди под зидов, дали на кровна конструкција, дали под кровот, може да се врже без проблем. Без разлика што имаме фаќано и директно на мрежа. Посебно оние што имаат поголеми, како што фативме во Рачиново, лоциравме конкретно за криптовалутиве, имаат кабли кои што може да напојуваат мини зграда директно за еден објект, пуштени директно од наша мрежа. Така, Тина, како што кажа, ти претходно дека крадат струја и сето тоа. Замисля така на комшијата му направам со кабелче, пап му крадам струја, си изијам за мене. Не сакам да замислам кога би те фатил комшијата. Утре рента ми лупа, туп, каде си? Зашо сметка ме толкава? Не знам што приш.
Како и да е, продолжуваме понатаму, очекуваме да ни се јавите. Се разбира, интересно е дека копачите, односно оние кои што трагаат за криптовалути, поточно биткоини, бидејќи биткоинот е дефинитивно најпопуларен, иако се спомнуваат и други монети, додека исто така во светот се најавуваат и официјална промоција на нови криптомонети. Па и јас ќе искористам можноста додека очекуваме гледач, покрај биткоинот популарни се и етериумот, Ripple, биткоин кеш, NEM, за многумина кои што се уште сме врзани за традиционалниот начин на тргување, односно со хартиени пари, банковски сметки, ова можеби се уште е голема енигма. Но во светот, барем во Европа, се изнаоѓаат најразлични решенија да се утврдат со закон криптовалутите како постоечка платежна валута. Да, ама пример кај нас така повеќе не се кон криптовалутите, знаеш кај нас како е, сака новчаник да си ги брои пап. А еве како изгледа кога имате криминално действие во новчаник кој што е дигитален, така да хакерите секако не мируваат. За дигитални разбойништва знаат и во Народната банка, иако не е единствениот оперативен ризик со криптопарите. До сега е решен само еден случај во кој е пронеден дигиталниот разбойник. Истрагата била 2019, а за осомничениот се докажало дека ги добил дигиталните пари, ги префрлил од паричникот на ограбениот во собствен паричник на интернет берза за криптовалути. Доказите се набавени и потврдени и од криптоберзата. Утврдено е дека разбойникот украл криптовалути во вредност од околу 16.000 евра. И веќе ни јави одрежа дека имаме гледач. Добар ден. Здрав. Добар ден. 120 секунди точно за вас, повелете. Да, што се однесува криптовалутите е нова технологија, но за мене лично тоа не е нешто ново, поради тоа што со воведување на виза картички да се воведе светот на онлайн плаќањето, виртуелна пара, плати на сметка, плаќаме со картичка, не гледаме кеш, што се однесува кешот технологија, да што се користи во делот на криптовалути е нешто ново за голем дел од општеството. Сепак, што се однесува до мајнингот, веќе мајнингот не е тренд на индивидуално копање поради зголемен трошок на производство на криптовалута, така што има доста инвеститори што во земи кај што ефтина струјата имат покренато фарми, веќе тоа го знаете, јас не следев емисијата од почетокот. Така што како што има фарми, има и платформи кои што се сигурни, кај што може да се инвестира и да се купи одредена сила или одреден простор на таа фарма и да си копате криптовалута нормално. Тоа е без грижа за трошок, за струја и така ми рече. Во Македонија што се однесува, има доста во Македонија корисници, одно за жал. Не само корисници, туку и собственици на голема количина на криптовалути. Има доста луѓе што поради законската регулатива која што доцни премногу 5 години доцни во Македонија, парите одат во странство. И тука наместо да профитират власта, парите да се вртат во Македонија да се инвестират, тие пари се трошат во странство. Дури луѓе, има неколку случаи кај што на луѓе им е забрането да ги провлечат во повлечат нивниот профит во државата, поради тоа што забрана за криптовалута. Не постои закон во Македонија што забранува криптовалута. Не постои закон во Македонија што може да ја даночи криптовалутата. Криптовалутата во свет не се даночи. Благодарам за вашето излагање. 120 секунди, тоа е времето кое што точно го одвојуваме за секој некој што сака да се вклучи во црвена линија. Токму така мора да е фер за секој, па сега тоа е тоа. А немој да мислите дека ве забораваме на социјалните мрежи, на Facebook. Во коментари имаме од Михајло Сварзовски, се надам дека точно прочитав. Најпаметно ви кажа гостинот во врска со темата. Тоа е тоа. Иднината е во криптовалутите. Инвестирајте на време. А црвена линија сега е сериозна. Отворете очи, начулете уши и користете го разумот кога инвестирате.
а и бидете максимално информирани околу сето ова. Утре заедно со нас ќе зборуваме за енергетската криза, тропа на врата, мерки за ублажување на последиците на стендбај и секако стартува утре скринингот на учениците. Довидување, до след довидување. Чао, чао.